Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Александар Динев. Вие сте со Добриот доктор. Ви благодарам што сте со нас и денеска. Денешна наша тема е физикална медицина и рехабилитација на состојби и повреди на рамо. Моја гостинка и соговорничка во студиото е доцент доктор Маја Манолева од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација при Медицинскиот факултет Скопје и председател на Сдруженијето на физијатри на Македонија. Доктор Манолева, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Навистина ми е драго што имам можност да повеќе пати, па и денес, пренесеме наши видувања, наши искуства, се со цел нашите граѓани да добијат повеќе информации и да можат посоодветно да постапат во некоја дадена ситуација. Во случајов конкретно денеска кога имаат болки во рамото или некаква друга состојба која што е врзана за рамото. Што најпрвен да направат и кога да се јават на преглед кај стручно лице, конкретно физијатар. Да започнеме со како вовед во темата, зошто рамото е толку честа причина за посета на кај физијатар? Да, рамото е една од најчестите причини за посета на нашите амбуланти. Посебно би истакнала на дел од населението кое што е работоспособно, велиме, значи во она фаза на животот кога работи, придонесува најмногу и кога навистина многу му треба секој еден зглоб во телото, но најмногу рамото. Рамото е многу специфичен зглоб затоа што пред се има најголем обем на движења од сите зглобови во човечкото тело. Втората работа е затоа што е практично зглобот на рамото многу плиток и тоа е во суштина една од можностите и за лесни повреди на рамото. Исто така, зглобот на рамото е оној кој што не е составен само од коскени елементи, туку секако и од мускулно-тетивни елементи кои што даваат некаква потпора на рамото. Пред се тука би ја истакнала ротаторната манжетна, тоа е манжетна од повеќе мускули, од 4 мускули во човечкото тело кои што се наоѓаат околу рамото, кои што практично ја обезбедуваат стабилноста на рамото од повеќе страни, од предната, од задната страна и од надворешната страна, но имаме една слабост од долната страна, која што честопати може да биде и причина за нестабилност на рамото. Од таа причина, бидејќи тука имаме сплет на активни мускули кои што го обезбедуваат рамото, но и на повеќе зглобови кои што учествуваат во градбата на целото рамо, не само оној гленохумерален зглоб кој што е основниот во зглобот на рамото, туку и други дополнителни кои што даваат стабилизација на тој сегмент околу рамото. Практично сето тоа е услов да многу често настануваат повреди, но пред се повреди кои што се врзани или за некакви активности, или за повреди во сообраќај, при движење и така натака. Така, ќе проговориме конкретно за причините за настанување на тие повреди. Ги споменавте повредите, меѓутоа тука се и состојбите. Кои состојби и конкретно повреди најчесто речиси секојдневно ги среќавате во вашата практика кога говориме за рамото? Да, освен повредите што значат фрактури на некој од коскените елементи кои што влегуваат во состав на зглобот на рамото, и исто така повредите на меките ткива, односно на тетивите, на мускулите и така натака, многу често во рамките во нашите амбуланти доаѓаат пациенти кои што немаат никаква претходна повреда, но изненадно, наеднаш, врзано можеби некогаш со некаква физичка активност, некогаш и не е секогаш тоа правило, почнуваат да се жалат на болка во рамото, која што обстојува, да кажам, долго, која што трае долго и заради која што пациентите почнуваат да одат од кај матичниот лекар понатака кај различни специјалисти. Најчесто, во најголем број од случаите, се работи за така наречен тендинит на некој од мускулите на таа ротаторна манжетна,
кој што значи воспаление на тетивата на мускулот кој што се припојува на зглобот на рамото. Практично тоа воспаление може да е испровоцирано од најчесто испровоцирано од некаква физичка активност, но исто така кажав и претходно, не мора да е врзано со некоја посебна физичка активност. Почесто се јавува кај женскиот пол, исто така најчесто се јавува кај работоспособното население и заради тоа ги блокира во секојдневните животни активности, практично ги оневозможува да ги спроведуваат своите секојдневни животни активности од работа до грижата во домот, за семејството и така натака, заради што пациентите бараат помош во нашите амбуланти. Оваа состојба би кажала дека почесто се јавува само на едното рамо, најчесто е на еден од мускулите, на мускулус супраспинатус, тој тендинит, и најчесто се работи за калцифицирачки тендинит, односно или народски кажано шилци. Односно калцификат на рамото. Тоа е најчестата причина заради која што пациентите во новие повреди доаѓаат со болка во рамото. Ќе проговориме конкретно за тендинитот, но и за останатите повреди поради кои доаѓа до болка, но и до намалена функција во секојдневието, да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи и ќе продолжиме понатаму со разговорот. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Ме интересира левото рамо, ми излага од место и имам големи болови, додека сум покрет лево или десно, пак ми доаѓа на место и кај се обратам во која установа или како, што помогнете ми денува. Така, ќе добиете совети, препораки, односно насоки каде да се обратите и дали треба веднаш да го направите тоа. Секој е добро, господине. Ова е една навистина честа состојба која што се јавува во нашите амбуланти, но тука би кажала дека се работи за така наречена хабитуална луксација на рамото, која што се јавува хабитуално исчашување, кое што се јавува и при најмало движење, пред се затоа што споменав зглобот на рамото е навистина плиток и доколку постои слабост на мускулатурата во тој дел, многу често може да се јави така наречена... Се излезе од седиштето, од местото. Да излезе од своето седиште, како што рековте, и за оваа состојба пациентот треба да се упати на ортопед, да се консултира со ортопед и понатака, ако тоа се случува многу често, да се спроведе оперативен третман, па дури потоа да се јави за рехабилитација на нашата клиника. Кај физијатар, односно клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Се јавува на баба, на внуче, внучето 9 години, бил на лекар и му кажале дека левото рамо му е спуштено и треба да оде на физикална или на ортопед. Што може да биде настанато тоа? Така. Ви благодарам и вие ќе добиете совет и одговор на конкретното прашање. Поздрав, секое добро и вам и на вашето семејство. Да, состојба на спуштено рамо кај дечиња е една состојба која што укажува дека практично постои некаков деформитет на рбетниот столб. Заради кривината на рбетниот столб, практично се јавува како еден од знаците испуштање на левото или на десното рамо, во зависност од тоа на која страна е кривината. Ако кривината е на лево, се спушта десното рамо и обратно. Така да ова детенце секако треба да се однесе на физијатар и да биде прегледано од физијатар, и 9 годишна возраст е можеби вистинската возраст кога треба да се направат сите потребни исследувања, и секако за таа цел да се дадат и соодветни вежби кои што детето би ги научило во некој од институциите
каде што се спроведуваат вежби за сколиоза, а потоа секако секојдневно би ги практицирало и понатака во домашни услови. Да, со време е најдобро, баш 9 години да не го фати тој адолесцентен период веќе кога ќе... Да, затоа што подоцна веќе растот е многу брз, кривините нагло може да се влошат, таа нееднаквост на висината на рамениците може да стане попотенцирана, така да навреме треба да се обратат на физијатар и да биде прегледано од физијатар изгрижен. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ја вас не ве слушам, а иначе... Ние ве слушаме многу добро, повелете. Ето, сега ве слушам. Јас сум стара пациентка на докторката. Така. И сега рамото идам кај нејзе на физикална сум одела во Козле. Така. И многу сега си дадо кога ја видов. А рамото ми падна на она болница за да плетам за внуките нешто. И како што мотав клопче, после некој време ми стали тоа и го разврдав, го воспалив. Месец дена не може да се смирам, ме боли рамото и раката, почна да ми отекот. Бев на ревматолог, ми дадо едни нерица сокови, до рета не можам да ги пием и ми она порача физикална дода. Така. Па да закажам на физикална дода во Козле. Да, не може ова преку телефон, ќе мора преку матичниот, да, секако веќе штом сте биле, знаете, меѓутоа ќе ви даде кратки совети и препораки доктор Манолева. Секој добро, господјо, и вам и на вашето семејство. Да, кога... Еве физичка активност при плетење. Да, затоа реков, ова состојба почесто се среќава кај жените, и е некогаш врзана и за професијата. Така. Многу често жени кога дома работат некои домашни работи, например бришење прозори, после тоа може да почувствуваат тегоби со рамото. Исто така професии кои што се врзани со користење на двете раменици, например фризери кои што постојано имаат, да речам, една или две раце во абдукција, викаме, оддалечени од телото. Исто така може да имаат ваквите гоби, физички работници кои што малтерисуваат, кречат и така натака. Значи сите оние активности кои што имаат така наречена overhead активност, значи кревање на раката над висината на главата. Но исто така и активности кои што значат, викаме, overuse, значи прекумерна употреба на зглобот на рамото, кои што може да предизвикаат ваква состојба. Лекувањето на овие состојби, еве, пациентката има некакво хронично искуство, да речам, со оваа тегоба, но кога се работи за акутна состојба, кога се работи за силна болка, која што практично го невозможува движењето во зглобот на рамото, секако во првиот момент не треба веднаш да се започне со физикални модалитети, туку тоа треба малку да се одложи, а во моментот кога се јавува таа силна болка, треба да се ординираат некакви аналгетици, обично тоа се најчесто нестероидни антиинфламаторни лекови кои што ќе го смират тој. Сепак имаме тука воспалителен процес, се работи за воспаление на тетивата. Понатака локално примена на некакви гелови кои што исто така во својот состав имаат таков лек. Понатака примена на кратка имобилизација, но имобилизација која што значи лесно оддалечување на раката од телото на пациентот со поставување на едно перниче меѓу телото и раката, значи да не биде комплетно доближена раката до трупот на телото. И на крајот секако и секогаш кога имаме силна и акутна болка, доаѓаат во предвид студени процедури, например ладни облоги, криомасажа, значи масажа со мраз и така натака, а за да подоцна кога малку ќе се смири таа силна болка, да се продолжи со рехабилитација, физикални модалитети. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали ве слушаме во програма сте, повелете. Ве поздравувам вас и докторката. Поздрав и до вас. Едно прашање. Пред еден месец имав големи болки во рамото. Кладов инекција тука во Филип Стори во Битола. Меѓутоа по еден ден не престанаа болките
отидов пак на контрола. 2 дена ме болеше и во понеделник отидов на контрола. Толку ме болеше и ми најдоа дека имам херпес на рамото. На рамото и позади. И имав многу јаки болки. Денеска прам месец дена. Бев ми во Скопје на невролог, за нервите е во ред, а раката не можам да ја движам ни на страна, ни напред. Така. Денеска бев на физикална ме пуштија, рече докторката дека е рано, уште 10 дена да почекам. Во меѓувреме терапија некоја... Што јас да правам со раката? Така, терапија некоја примате во меѓувреме за првичната состојба која е предизвикана болката? Денеска ми даде докторката терапевтазе и биокал. Во ред, ќе добиете совети и препораки од доктор Манолева, секоја добро, господјо. Да, овде се работи за една друга состојба која што ирадирала, значи состојба која што првично се јавила, како што каже и пациентката, кон рбетот, па болката се ширела, велиме, ирадирала кон рамото и практично затоа и направила на пациентката силна болка во рамото, предпоставувам и ограничени движења во зглобот на рамото, невозможност да го движи тој зглоб. Првично треба да се смири оваа состојба, предпоставувам дека се работи за некоја херпес зостер, кој што знае да даде таква силна, долготрајна болка, која што зависно од кој сегмент околу рбетниот столб ќе се јави, не со силна болка која што дури може да оди со жарење и печење. Тоа мислев, да. Да. Така да треба првично да се смири оваа состојба. Во меѓувреме би дала совет на гледачката да спроведува едноставни вежби за раздвижување во зглобот на рамото, за да не стигнеме до некоја следна фаза која што би значела па после проблеми со рамото. Значи едноставни вежби за раздвижување на рамото во сите правци во кои што може да се движи рамото, кон напред, во страна и кон позади. Малку активност, да. Ќе вклучиме само уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден, поздрави до докторката и до вас. Поздрав и до вас. Имам прашање вакво. При одење во ВЦ, при поголем напор, на средината, во градната коска, одма испод вратот, како да ми прсна нешто. Болка. И сега 2 недели чекам да ми помине, мисля да не е некоја жила преметната и рекла, без да се снимам да не ми е градниот кош повреден, снимката е во ред. Болка ми се шири кон рацете, рамената и грбот. Значи, секој допаѓање на некој предмет со лево-десно, со рацете, со грбот, ја имам голема болка. А иначе имам проблеми со кичната, пијам до рета, така да малку ги смирувам и тие болки, сега што повторно ги добив накнадна. Што може да биде тоа тој напор од ништо, наеднаш да ми прсна нешто, ја вресна од мука. И сега јас имам големи болки на рамот, рамениците, на кај грбот и напред, испод вратот, помеѓу двете лични коски. Објаснивте, ќе добиете совети и препораки за какви понатаму испитувања да направите за да се открие таа причина и каков специјалист да се обратите за да се утврди зошто дошло до таква состојба, како што рековте, на градниот кош. Секој е добро, господи, вам. Да, можеби се работи за некаква повреда на мекоткивните структури кои што се наоѓаат околу на спојот на градната коска со клавикулите, така да практично не можеме преку рентген снимката која што ја направила пациентката да ги видиме мекоткивните структури. Мекоткивните структури се гледаат со други методи на диагностика. Тоа се ултразвучна диагностика и секако магнетна резонанца, која што може да ни даде точна слика за она што на вистина се случило. Може да се работи за руптура на мускул, може да се работи за истегнување на тетивите, меѓутоа сето тоа пациентката треба да се упати кај ортопед, да биде прегледана од ортопед и по поставување на точната диагноза што тоа се случило, затоа што рентгенот во случајов не е доволен, да се упати подоцна за физикална терапија ако има потреба. Во меѓувреме секако
тоа што и таа кажа, примена на аналгетици кои што ќе ја намалуваат болката, но и примена на локални нестероидни антиинфламаторни гелови кои што имаат во својот состав таква компонента, примена на такви гелови кои што исто така ќе ги олеснат теговите. Да се вратиме на денешната наша тема, како една од најчестите состојби за посета на ординациите на физијатрите, рековте дека е тендинитот, односно народски попознати како калцификати. Зошто се јавуваат калцификатите, односно шилците, кои се симптомите најчести и кога треба да се побара соодветна стручна помош од физијатар најпрви? Ова е, како што споменав, една од најчестите причини за посета на нашите амбуланти кога се работи за болка во рамото. Кај работоспособно население, пациентите веднаш по започнување на болката треба да се јават кај својот матичен лекар и од тука да бидат секако упатени или до ортопед или до нашите амбуланти. Во нашите амбуланти овие пациенти, како што кажав претходно, првично, ако е тоа многу акутна фаза, се третираат со препорака за некаква медикаментозна терапија, кратко мирување и веднаш потоа да се започне со физикални модалитети. Од физикални модалитети во лекувањето на калцифицирачкиот тендинит се користат повеќе методи. На нашата клиника пред неколку години беше спроведена една докторска студија која што ги третираше овие пациенти со две различни методи, оној конвенционален физикален третман и еден понов, современ, модерен физикален третман, тоа е терапијата со ударни бранови или популарно наречена шоквейв терапија, Практично и двете методи ни покажаа дека овие пациенти во текот на третманот добро се обезболуваат, подеднакво е обезболувањето речиси, но пациентите кои што беа третирани со шоквейв имаа малку подолготрајни ефекти во однос на обезболувањето и во однос на квалитетот на живот. Нашите модерните студии, да кажам, секогаш го мерат и квалитетот на живот и тоа е една многу важна алатка која што ние на нашата клиника, па и другите колеги на останатите клиники ги работиме, затоа што сепак квалитетот на живот кој што ќе го има еден млад пациент од прилика возраста на двете групи беше околу 50 на години, што кажува дека навистина се работи за работоспособно население во пикот, да кажам, кога највише треба да работат и придонесуваат, така да квалитетот на живот е навистина важен во оваа возраст и тоа што пациентите ќе можат или нема да можат да го прават во текот на својот ден, да речам, активен ден. Така да двете методи покажаа ефикасност и во зависност од нашата проценка пациентите со вакви калцифицирачки тендинити се третираат на овој начин. Колку време е потребно за примена на модалитетот со ударни бранови и како изгледа тоа кога сме веќе кај третманот? Дали боли? Првенствено тоа ве прашуваат очигледно пациентите. Секогаш е тоа прашањето, дали е страшно, дали боли. Не е страшна методата, да кажам, не е болна. Практично се користи, постојат два типа на шоквейв, примена на шоквейв со така наречена фокусна сонда и примена на шоквейв со така наречена радијална сонда. Ние на нашата клиника ја користиме радијалната сонда, која што е помалку болна, за разлика од фокусната сонда, која што може да биде примената на фокусна сонда, која што може да биде болна. Примената е едноставна, значи едноставно се ослободува зглобот на рамото, во зависност од тоа која регија на рамото се третира. Пациентот е во седечка положба, се поставува раката во соодветна положба, за која што лекарот смета дека треба да биде поставена, се нанесува гел врз површината на кожата и практично тоа се ударни звучни бранови кои што
прават првично еден вид на воспалителен процес внатре во ткивото, кој што потоа ќе ги активира така наречените фактори на раст, кои што ќе создадат нови крвни садови, регенерација на ткивото и обновување на оштетеното ткиво. Кај оваа терапија практично имаме информации, студиите покажуваат и нашата студија покажа дека кај дел од пациентите имаме и така наречена дезинтеграција на калцификатот, односно како што условно пациентите го нарекуваат раскршување на тој калцификат. Не кај сите, но кај голем дел калцификатот беше дезинтегриран, но исто така и да не е дезинтегриран, во текот на животот на тој калцификат, условно ќе кажам, постојат повеќе фази во кои што самиот калцификат некогаш и спонтано може да се дезинтегрира и сите тегоби да се повлечат и практично да пациентите се ослободат од тие тегоби, но еве и на овој начин со примена на шоквейв терапијата можеме ние да го забрзаме евентуално тој процес и да им ги олесниме тегобите на пациентите. Колку терапии, односно третмани се доволни да се случи првичното тоа обезболување кое е многу важно и за самиот пациент, но и при самиот ефект на овој модалитет? Практично е поедноставна метода за апликација, затоа што не е она секојдневно доаѓање на физикален третман, како кај конвенционалниот физикален третман, кој што може да трае 10 до 15 дена. Овдека имаме апликација која што е еднаш неделно во траење од 5 до 7 минути и се аплицираат од 5 до 7 третмани. Практично 5 до 7 недели, најчесто одиме со 5 третмани кои се даваат еднаш неделно и тоа е краткотрајно и практично оној и кост-бенефит кој што го имаме од секојдневното доаѓање на пациентите и така натака е исто така на повисоко ниво, дури во светски рамки се правени студии на кост-бенефитот на примената на шоквејвот со другите оперативни, минимално инвазивни процедури и така натака и покажано е дека сепак кога пациентот има ваков проблем треба прво да се почне со конзервативен третман, дали ќе биде конвенционален шоквейв и така натака, па дури потоа да се размислува за некаков, ако сето тоа не помага, за некаков оперативен третман. Да не го заборавиме и синдромот на замрзнато рамо, односно укочено рамо, како што се вели народски. Што представува точно овој синдром и кои се симптомите, освен болката која очигледно при секоја ваква состојба на рамото? За разлика од така наречениот периартрит, хумероскапуларен или калцифицирачкиот тендинит, таа номенклатура на периартрит се напушта веќе, се оди кон номенклатура дека велиме значи калцифицирачки тендинит, а не периартрит, затоа што тоа е една општа формулација. Синдромот на смрзнато рамо во суштина значи така наречен адхезивен капсулит, односно развивање на сврзно ткиво околу зглобната капсула на рамото, која што практично значи тешка оневозможеност на пациентите за движење на зглобот на рамото, долготрајна оневозможеност, значи тоа може да трае и месеци, и до 2 години, постојана, континуирана болка во рамото, која што во зависност од фазите на смрзнато рамо имаме фаза на смрзнување на рамото, па имаме фаза на смрзнато рамо, па на крајот имаме фаза на одмрзнување. Така од прилика тече целиот тој процес, но сите овие 3 фази кои што ги набројав може да бидат да траат на вистина долго и на вистина многу да го онеспособат тој пациент во неговите активности. И оваа состојба бара интензивен физикален третман,
во почетокот и медикаментозна терапија, подоцна интензивен физикален третман кој што може да трае до 2 години. Така, ова се најчестите хронични состојби со кои се среќавате, меѓутоа тука се и акутните, односно ургентните ситуации при повреди на рамото. Колку се чести, еве, да тргнеме од спортските повреди, но не мора да значи да се професионални спортисти, може би рекреативци, но и гледаме се актуелни се овој период и фитнес салите, односно теретаните, значи колку ваквите активности може да доведат до повреди на рамото, а вклучително тука и сообраќајните несреќи и останатите падови. Така е, значи повредите на рамото се исто така честа патологија во нашите амбуланти. Најчесто тоа се фрактурите и тоа скршениците, така е. И тоа кај помлади пациенти кои што заради активностите и така натака доживуваат некаков вид на повреда, сообраќајни незгоди, падови од висина и така натака. И кај возрастните пациенти кои што заради нивните поротични коски, заради остеопорозата, практично и при мал пат доживуваат на вистина сериозни повреди во зглобот на рамото. Најчесто се работи за фрактура на надлакната коска, на хумерусот, кој што се крши во еден специфичен дел, тој дел се вика хирушки врат. Така. И практично како целата глава да се одделува од долгиот дел на коската. И понекогаш кај некои пациенти е потребен оперативен третман, понекогаш тоа се решава со помош на конзервативен третман, со имобилизација, која што трае повеќе недели, по зависност од проценката на травматологот, или пак со оперативен третман, со поставување на остеосинтетски материјал, кој што практично ќе овозможи да тие фрагменти кои што се разделени бидат доближени и да на тој начин коската зарасне повторно. Во случаи кога имаме огромно раскршување на коската, што е последна степен, последно скалило на третман, тоа е замена комплетна на зглобот на рамото со вештачко рамо. Така да, ама сепак секогаш првично се оди со можноста за конзервативен, па оперативен третман со никаков остеосинтетски, а замената на зглобот на рамото се остава како последна инстанца, да кажам, затоа што никогаш вештачкиот зглоб практично нема да биде толку совршен и толку добар како природниот зглоб. Дури и ако природниот условно зглоб, да кажам, има некакво мало оштетување или ограничување, сепак функцијата ќе биде многу подобра ако го зачуваме зглобот на рамото. Но во сите ситуации потоа е неопходна и рехабилитација, односно физикална медицина, и колку трае процесот на рехабилитација или зависи во зависност од каков метод е применет при самиот третман? Да, кај скршениците е различна должината на траењето на рехабилитацијата во зависност од возраста, од општата состојба на пациентот, од тоа дали скршеницата е решена конзервативно или оперативно, но генерално по завршување на имобилизацијата секогаш треба да се започне со рехабилитационен третман, кој што ќе значи спроведување на примена на различни физикални модалитети кај пациентот, кој што ќе стимулира создавање на калус, односно создавање на нова коска која што ќе ги доближи разделените фрагменти, понатака создавање на подобрување на локалната циркулација, она што значи исто така заради долгата имобилизација овие пациенти многу често, не многу често, секогаш имаат и хипотрофија на мускулатурата, подолжина на целата рака, и практично тоа значи дека ќе треба постепено да се почне и со активни вежби кои што ќе значат раздвижување на зглобот на рамото, но и раздвижување на соседните зглобови, најчесто зглобот на лактот, каде што исто така имаме ограничување понекогаш на движењата заради скршеница во рамото.
Вежбите се состојат во примена на активни вежби, кои што првично ќе значат добивање на обемот на движење за функционалност, што значи тоа да може пациентот сам да се исчешла, сам да се облече, лажичка, сам да се нахрани и така да. натака. Значи сите движења кои што значат помош во секојдневните животни активности, а подоцна следна цел во рехабилитацијата нели секако би ни било и подобрување на тој обем на движење и добивање на она што значи максимален опсек на движења во зглобот на рамото. За таа цел покрај вежбите кои што ги користиме, кои што се и за раздвижување, но и за подобрување на атрофиката на мускулатурата, во нашата институција, можам да кажам многу гордо, се користи и една многу едноставна метода која што на пациентите им изгледа едноставна, но е навистина многу корисна. Тоа е така наречената работна терапија, каде што пациентите преку различни реквизити и различни движења со тие реквизити, како на пример таписерија за подигнување или спуштање на конците и така натака, можат да добијат одредени движења кои што ни се потребни за тој зглоб, така да имаме навистина една, можам да кажам, единствена работна терапија во државава, каде што но корисна, која што навистина многу помага, посебно на овие пациенти кои што имаат проблеми со рамото. Професор Манолева, како да го заштитиме рамото од повреди во секојдневниот живот? Еве, ќе ни дојде снегот и мразот, уште малку, тоа се периодите каде што повозрастните граѓани, па но и младите, често се лизнуваат, паѓаат и страда рамото или раката. Повозрастните, за жал, треба да внимаваат кога се движат, затоа што навистина многу чести се фрактурите на хумерусот во овој период кој што следува, значи тогаш кога е многу студено, кога има мраз надвор, да не излегуваат. Понатака низ домот, многу често податок како паднавте е за возрастни. На рамно дома се сопнав од некој тепихче или некој таков предмет, да се тргнат тие предмети кои што може да значат потенцијална опасност да пациентот се падне, се сопне и така натака. А за младите, што да кажам, значи да бидат повнимателни пред се во сообраќајот, затоа што навистина ова брзо време значи и ризик, повеќе опасности. Да се движиме внимателно, да возиме внимателно, затоа што голем дел од повредите се во сообраќајни незгоди, а спортистите секако кога практицираат некаква физичка активност, пред спроведувањето на физичката активност, посебно оние спортови кои што имаат, да речеме, оверхед активности, како тенис, пливање и така натака, ракомет, да имаат нели добра подготовка со добро загревање пред тренингот. Професор Манолева, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте за ова доста актуелна тема и ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам и на вас за поканата, секогаш е задоволство да се учествува во оваа емисија, која што значи секако помош пред се за нашите гледачи. Така. А почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!